Велик ден е денот што го чекаме цела година. Јарно, ама до Велик ден имаше на недела. И то најтешките пости, како што доликува за еден од најголемите празници. Што значи вие што постите, не ви велам издржете, пошто знам и дека ќе издржите, кога сте издржале досега. Лесно ќе се издржи. И затоа ако ќе помини постот. Јајца варени, мимоза, салати, свинско, јагнешко, телешко. Какво сакаш бе? Само со исав, сусу. Оти на толку неадења не ве пукни притисоко на крај. Не си играјте играчи. Бога ми, на билдерите мој омилен празник, пошто дека кој јадат јајца сега барем може и да се кршат јајцата и така натаму. Месо да се фукават. На децата му омилен пошто имат слободни ден од учили. А Бога ми исто така и на вработени. Освен ако работиш за странски фирми, нешто што модерно во последно време, макар што мислам дека се поклопват сега и странските фирми, ама не би. И освен ако работиш нели вака. Тоест ако си ја сакаш работа, пошто ние што си ја сакаме работата, ни делник ни празник имаме мат. А па на крај на денот знаеш како? Дали уопште можеш да го наречиш работа ако е нешто што сакаш да го правиш? Така, ако работиш тоа што го сакаш, технички да, можеш да работиш, можеш да го трошиш времето, но тоа не е тоа трошење време. Едноставно си го правиш мера. И тоа е исто така нешто што не те учат во тој школскиот систем што го правевме муавет. Денес ќе правиме муавет за работи, што едноставно не можеш да ги научиш на учили. А се многу битни ако сакаш да ти е поубав живот. Спремни? Ајде бате, пуштај шпица. Што е карактер? Зошто некои луѓе се едноставно посилни карактерно, а некои не се баш? Како некои луѓе успеват да направат еден тон работи во животот, а повеќето не успеват толку многу? Како некои луѓе издржват да постат со месеци бе брат? Некој дури прати 3 дена на вода, а ти не можеш ако не касниш благоден. Како може некои луѓе да не се откажват без разлика што ќе се случи во животот? А поголемиот број не ни сакат да пробат нешто да направат. Камо ли да стигнат до момент на откажвање? Значи откажање уште не почнат. И како многу малце луѓе уживат во животот, поголемиот дел од луѓето што ги знаеш едноставно не оди работата. Не чини ова, не чини ова, се нешто не чини друго. Овие се тие муабети или прашања што никогаш никој нема ти ги одговори ни дома нити па на училиште. Само да и јас не сум најквалификуваната или најстручната личност што треба прави муабет на темата. Ама пошто никој друг не прави и пошто сум човек што има поминато еден тон работи, иако вака кој ме видите си викате овој бај на животот, рајат ба. Гарант 90% луѓето што ме гледат си велат овој некој му има даено и камери, и микрофони, и студија, и знаење, и све му има даено, тој само се појавува вака, е позбора малци и ужива по. Никој не го знае патот до тука и патот понатаму што следи, ама не е битно. Баш заради сите овие работи сакам јас да го почнам муабето, па после тоа ако има некој постручен или попаметен или што и дај нека го продолжи. Пошто битно е да се збора на овие теми. Са најбитното прашање од сите е дали човек се раѓа со силен карактер или карактерот е нешто што се создава понатаму. Пошто многу луѓе од повозрастните карактерните особини или табието автоматски ги префрлат на гени. Аве тој на дедо му е, на баба му е, на стрико од војна му. И додека генетиката игра огромна улога во животот на луѓето, фала Богу. Јас мислам дека кога се работи за особините на секој човек, пошто сите сме различни без разлика од кое стебло идиме и од каде. Посебно се градат од моментот кога ќе се роди. И тука нема правил. Каков ќе испадниш ти на 20-30 години зависи од милиарда фактори. Пошто еве гледате кај секој дом, без разлика колку луѓе се во фамилијата, сите се различни. И да имаш близнаци, и четворка, и шестка да имаш деца, сите ќе бидат различни. Може ќе имат сличности, може исти ќе бидат вака плюкнати што викаме еден на друг. Може исто ќе зборат се, ама сите ќе имат различен таби. Што значи дури да сте од иста фамилија, исти родители, исто школо, исто све, па може различни луѓе да излези. Оти ќе речи, оти сите сме внатрешно поврзани различно. Сите различно функционираме, различно перцепираме, различно ги гледаме работи. Пример, сите што ќе го гледат ова видео, дур го зборам муабетот, ќе имат различно мислење за мене. Ако сите истото го гледат, пример ти ќе ме видиш ќе речиш шазварај глупости, ове привери се некој работи нешто. Друг ќе ме види ќе речи така е во право, дома 5 души сме сите различни. Трет ќе ме види ќе речи ој пејач не беше бе шазвара глупост. Значи сите дојден што ме гледат, сите различно го сваќаат момент. Ако гледат истото видео, така е за се во живот. Без разлика ли се работи за предмет, за личност, за шо и да е. Се што гледаш, сите настани што ти се случуваат во текот на животот те градат тебе како личност. Твојот пат секогаш ќе биде различен од патот на други. И ова не е нешто што јас го имам прочитано негде па са паметен се правам, туку се прости примери што ги имам видено или
доживеано во животот. Да не речам од искуство. Прост пример. Кога впливач на времето, во клубот имавме близнаци. До толку беа исти што татко му ги грешеше многу пат. Значи иста градба, иста должина раце, нозе, исто тело, исто јадење, исто све исто. Значи се комплет. Арно, ама едниот беше првак, дури успеа да му парира и на првак овде. Арно, ама другиот што ги правеше истите тренинзи, ги јадеше истите јадење, се исто правеа буквално. Исти предиспозиции, се исто. Арно, ама различен карактер бе. Те ќе речиш од иста фамилија и да исто се растени, се исто. Арно, ама и не е баш. Са дали тука генетиката направила разлика? Зошто волјата, желбата за успех, за да се постигне врвот, кај едниот била повисока, кај другиот пониска, да го објаснам моментот стручно, не знам. Пошто како што реков, не сум стручњак на тема. Како што не сум стручњак и на 99,9% темите што ги правиме муабет. Арно, ама кој те праша така? Јас сум тука си окажа мислење. А моето мислење како што реков, сите ние кога ќе се родиме, сме како што сакат многу популарно да речат на училиште и по телевизии, табула раса, празна табула. Немаме појма за ништо во животот. Значи се раѓаш бебе и ништо ни ти знаеш, ни ти можеш ништо. Значи сите почнуваме од таа иста позиција. Почнуваме од ништо. Да не речам сите сме еднакви на почека. Сега кај ќе се родиш, во која фамилија, во која држава и така натаму игра улога дефинитивно. Ако правиме муабет за тоа каков ќе ти биде патот понатаму. Арно, ако земиш во предвид дека од сегде во светот и од секаква позиција има успешни луѓе, тогаш сваќаш дека уствари и тоа е само еден изговор. И сега ако е така, шо е тогаш работата што едни луѓе ги прави победници, а други луѓе ги прави несреќни? Тоа е тој карактерот што го правиме му. Тоа е таа волја за живот. И мене ако ме праша, јас тврдам дека никој не се родил со карактерот што го има. Карактер е нешто што се гради. Не е нешто што едноставно така е, туку е нешто што се учи. И додека да, генетски може да наследваме некои работи, пак на крајот на денот како ние ќе се однесуваме, како ние ќе ги перцепираме работите и што ние ќе правиме во животот е наша одлука. Пошто дали си ти најджи или флегм или позитивен или негативен или што и да, не е затоа што на дедот и сестра му од брат од стрина била така, туку е затоа што најчесто несвесно си ги попримил тие квалитети од што си ги гледал негде, што си ги живее, без разлика дали од родители, од професори или од што и да. Пошто како што рековме, многу често луѓе се раѓаат исти и растат во ист дом, во иста средина. Арно, ма различно ги перцепират, тоест различно му влијат работите што ги гледат исто секој ден. Што значи извинете вие што сте така малце позанесени во хороскопите, ма не е до хороскоп. Уствари шо извинете, не извинете, ај доста со тие хороскопи. Хороскоп овака, хороскоп ти си водолија така мислиш. Не, така мислам, ти така мисла. Те гарант ако гледа некој од нив ќе речи тоа го рече од тие водолија. Така е ва. Ти си назборав цела епизода, не ја кажев поентата на муабето. Поентата на муабето ми е дека карактерот се гради, дека секогаш можеш да бидеш подобар од тоа што си во момент. Дека без разлика во која ситуација се наоѓаш и без разлика колку безизлезно изгледа, стално има начин да го пребродиш тоа и да си го направиш животот поубав. Што значи без разлика кој си, без разлика кај си, без разлика колку имаш или нема, треба да знаеш дека секогаш секаде во светот има луѓе што имаат многу помалце од тебе, што ќе постигнат многу поиќе само заради тоа што одлучиле дека ќе работат и нема да се откажат. Исто така секогаш ќе има луѓе што ќе бидат на многу поубава позиција од тебе, што нема да направат ништо во животот, пошто одлучиле да живеат под линија на мал отпор. И сега пошто ме гледа и млада публика, за тие што не знаете што е линија на мал отпор, можете слободно го прашате Гулу, пошто јас не сум професор по тие теми. Ама во глобала, на пример, водата се движи под линија на мал отпор. Значи водата течи кај што му е најлесно да помине. Никогаш нема да видиш водата нагоре по улица да течи, така? И течи надолу. И никогаш не е во права линија, туку е таму кај што најмалце отпори. Некои луѓе така го врват живот. Никогаш не се потрудиле ништо да направат, ништо не ќе да пробат. Така едноставно, шо ова тешко, аве не го прави. А не, тоа е тешко. Или ќе го направи некој друг, или тато мама ќе го направи. Лабавова. И точно тие се луѓето што кога ќе видат некој прави нешто, први се дадат негативен коментар. Тие се до толку слаби личности што не ти ни коментира од сопствен профил. Значи профил ќе направи специјално лажен за да ти искоментира негово мислење. Значи нема храброст коментар да остае, камоли нешто поке во животот да направи. Што значи ако сакаш да бидеш слаба личност во векот и ништо да не ти оди, само терај под линија на мал отпор. Немој да се трудиш за ништо. Ако сакаш да не изградиш карактер, тоа е пат. Оти карактер се гради со работа. Резултат, достигнувања, победи на надпревар се постигнуваат со работа. Без разлика колку е тежок пат. Без разлика колку пати ќе падни. Не е битно колку пати работата завршила со неуспех. Туку е битно колку пати после неуспехот ќе станеш пак на нозе, ќе избришиш прашината и ќе продолжиш пак да правиш нешто. Може да звучи клише, ама така е. Пак ќе речам, не го зборам овото од книга, го имам прочитано, од искуство го зборам. Пошто никој мене не ми го знае патот до точка, никој не знае што имам врвено за да бидам позитивен денес. За ќе речиш како не ти пак узнаеш што постигни. И тоа е во ред. Можеш
срамотно, мислиш дека ништо немам постигнато во животот. Јас ти кажувам мене како ми, а Бога ми мислам и дека се гледа, така. Животот дома у бајна, си го работам тоа што сакам да си го работам. Си уживам во секој момент. И со тоа можеш да поголемиот број на луѓе и не е успех. Па на крајот на денот кој ги праша така? Битно е мене да ми уб. А Бога ми требаше да поминам низ сито и низ решето за да стигнам до момент кај што можам буквално да правам што сакам. Сакам го снимам ова видеото, сакам ќе го избришам, сега не го пуштам. Сакам ќе влезам, снимам песна, сакам не снимам песна. Там да речам не ми зависи живото или екзистенцијата од било кој од овие работи. И пак се убивам од работа само заради тоа што го сакам нештото и заради тоа што не сум човек што ќе се откаже. Пошто ако сум се откажвал досега, сум имал моменти, сум можел било каде да се откажам и дом да работам негде кај било, ма немаше бидам среќен како што сум сега. Зато за тебе може не е успех, може и успех Меси да речи. Еден од најголемите, ако не и најголемиот фудбалер воопшто. Или еве ако си контра Меси, еве Кристијано Роналдо нека биде. Супер е што се таму кај што се, така. Арно, ама за тие да стигнат таму кај што имат стигнат. Не излегвале секој викенд како ти што излегваш. Среда студентска, таму сме. 40 години магаре на студентска. Тома уште во детската седи на мама и на тато, ама тој битно на студентска и ќе кажува приказни. Даве на Меси таму дека тој од она му е од некаде. Море си имат оттепано од работа луѓето. Да, за да успеш на светско ниво, некојаш треба и да ти се поклопат коцките и така натаму. Во ред. Ама дека треба се окозиш од работа. И дека нема да успеш многу поќе пати од што ќе успеш за да стигнеш до тоа ниво. Тоа е факт. Дека треба да се откажеш од милион работа, да имаш ноки неспан, да имаш деној кај што нема да имаш ни за јадење, да работиш дур ти кркори стомако, нема потешко бе. Исто така тешко е да знаеш дека сите твои врсници се негде сега урлат со парината на мама и на тато, а ти си затворен на компјутер, онде и очите толкај ти се. Да чукнам во дрво, не знам ни видо како ми е толку убав уште, ама добро. Значи сите се негде урлат, уживат во живото, патувања, чуда, она ти си заклучен тука во светот твој, пробваш да направиш нештото да функционира. Или заклучен си в сала негде, или на улица на игралиште, или дома во книгата си затворен. Таа е таа разлика. И многу работи во животот не се сигурни, ама ако едно нешто е сигурно, тоа е дека животот ќе ти дојси тешки моменти. Дали порано, дали подоцна, дали кога, не е битно. Битно е дека тешки моменти ќе дојдат сигурно. Како ти ќе ги преброди и како ти ќе продолжиш понатам, тоа прави разликата помеѓу силен и слаб карактер. Имам уште многу што да кажам на темата, ама дај да ја привршваме, дур ме нема избркано некој од студиото и ја претера. Толку од мене за денес. Гледаме во среда, ми кажите дали сте спремни за вапцање јајца, а до тогаш имајте убав ден.